Грција ќе екстрадира македонски државјани. Секој ден 1000 нови милионери во САД. Ракети над Тел Авив, Иран ветува одмазда. Израел ја нападна областа кај ирански нуклеарен реактор. Дали долгото канцелариско работно време го загрозува здравјето? Копенхаген ја претекна Виена, најдобар град за живот во 2025 година. Судот во Солун донесе одлука за екстрадиција на 34 годишен маж од Македонија, кој се бара од германските власти под сомнение за учество во грабеж и убиство на 81 годишен германски државјанин. Лицето било уапсено во мај на граничниот преминев зони, при рутинска полициска контрола што открила активна европска потерница. Според германското обвинителство, делото се случило во февруари во покрајината Хесен, каде осомничениот престојувал во сместување кај жртвата, заедно со други сограѓани. Тие го врзале и задушиле пензионерот, одземајќи му пари од домот. На судењето во Грција, македонскиот државјанин побарал да остане во грчки затвор поради блискоста со своето семејство од Велес, но судот ја одбил молбата и ја потврди екстрадицијата во Германија. Минатата година, повеќе од 1000 американци дневно заработувале по $1 милион, покажува извештајот на USP за глобалното богатство за 2025 година. САД придонеле со над половина од новите милионери во светот, поттикнати од растот на берзата и стабилниот американски долар, при што индексот S&P 500 скокнал за повеќе од 24%. Глобално, 627.000 лица станале милионери во 2022 година, што е раст од 1,1% во однос на претходната година. USP прогнозира дека до 2027 година уште 3,5 милиони луѓе ќе преминат во клубот на милионери. Иако милионерите се побројни, просечното богатство на американците на крајот од 2022 година изнесувало $372.800. Вкупното глобално богатство пораснало за 2,6%, со најголем раст од 7,4% забележан во Америка. Денес, 51% од сите милионери живеат во САД, додека остатокот се наоѓа во Азија, Европа, Блискиот Исток и Африка. Иран утрово започна салва од ракети кон Израел, при што иранската државна телевизија емитуваше снимки во живо од небото над Тел Авив. Новинската агенција Фарс јави дека се работи за технолошки напредни ракети, додека Министерството за надворешни работи на Иран порача дека ќе го натера Израел да се кае и да плати. Конфликтот влезе во 7-миот ден со засилени тензии и невидено ниво на воени дејствија меѓу двете земји. Израелското министерство соопшти дека ќе направи се што е потребно за заштита на сите своји граѓани, без разлика на нивната припадност и професија. Иранскиот министер Абас Аракчи изјави дека неговата земја ќе го користи правото на самоодбрана со гордост и храброст, обвинувајќи го Израел за обид да го прошири конфликтот низ целиот регион. Ситуацијата се развива брзо, со зголемени стравувања од поширока ескалација. Израелската војска изврши напад во близина на нуклеарниот реактор со тешка вода кај градовите Арак и Хондаб во централен Иран, предупредувајќи ги жителите да ја напуштат областа. Според иранските власти, објектот бил претходно евакуиран и нема опасност од зрачење. Реакторот, кој треба да биде пуштен во употреба следната година, представува делумно изграден истражувачки објект што произведува плутониум како носпроизвод, потенцијално употреблив во нуклеарно оружје. Техеран веќе ја информирал Меѓународната агенција за атомска енергија за своите планови. Меѓународната агенција за атомска енергија побара од Израел да се воздржи од напади врз нуклеарните објекти, предупредувајќи на ризикот од ширење на конфликтот и можни последици за меѓународната безбедност. Инспекторите на агенцијата последен пат го посетиле реакторот на 14 мај. Вистина е дека продолжувањето на работното време не представува зголемен ризик за здравјето на канцелариските работници, покажува нова студија на Германскиот економски институт. Според резултатите, вработените кои работат повеќе од 10 часа дневно не чувствуваат поголем замор или стрес во споредба со оние со стандардни работни денови. Доброволното прифаќање на подолги смени, исто така, не влијаело на нивното задоволство од работата, ниту на бројот на отсуства поради болест. Вистина е дека оваа анализа се базира на податоци од 2021 година, собрани преку анкета на над 8600 вработени во канцеларии. Институтот нагласува дека резултатите не се применливи за сите професии, бидејќи постојат области каде продолженото работно време може да биде ризично поради безбедносни или здравствени причини.
Вистина е дека оваа дебата е особено актуелна по најавата на новата германска влада за реформа на правилата за 8-часовно работно време, кое е во сила уште од 1918 година. Владата предлага префрлување на неделен, наместо дневен оквир, но синдикатите силно се спротивставуваат. Од друга страна, Институтот Хуго Цинхаймер предупредува дека медицината на трудот одамна утврдила: работата подолга од 8 часа може да го загрози здравјето. Вистина е дека оваа студија отвора нова перспектива во контекстот на модерното работење, особено во дигиталната ера кога границите меѓу работното и приватното време се понејасни. Канцелариските работници, особено оние со флексибилни задачи и можност за работа од дома, можат полесно да управуваат со подолги работни часови без да почувствуваат директен удар врз своето здравје. Токму затоа, авторите на студијата препорачуваат прецизно дефинирање на работниот контекст при разгледување на законски измени. Вистина е дека синдикатите го гледаат ова прашање низ призмата на заштита на работничките права. Тие предупредуваат дека дозволувањето на подолги смени може да доведе до злоупотреби, особено во сектори каде што продуктивноста се мери преку физичка или ментална исцрпеност. Според нив, историското 8-часовно работно време било резултат на децениски борби за хумани услови и секој отстапување мора да биде внимателно разгледано. Вистина е дека конечното решение ќе бара балансирање меѓу флексибилноста на работодавачите и правото на здрав живот на работниците. Според експертите, клучот лежи во индивидуализирани решенија, со јасни граници, доброволност и соодветна компензација. Само така може да се задржи продуктивноста без да се загрози менталното и физичкото здравје на вработените. Копенхаген е прогласен за најдобар град за живеење на светско ниво за 2025 година, според новата листа на Economic Intelligence Unit, со што ја симна Виена од тронот по 3 години на првото место. Данската престолнина блесна на врвот благодарение на високите оценки во стабилност, здравје, образование, инфраструктура и животна средина. На листата што опфаќа 173 светски метрополи, Цирих се изедначи со Виена на второто место, а по нив следуваат Мелбурн, Женева, Сиднеј, Осака, Оукленд, Аделајда и Ванкувер. Падот на Виена се должи на намалена оценка за стабилност, особено по инцидентот со бомбашка закана на концерт на Тейлор Свифт минатото лето. На дното на листата се најдоа Дамаск, Триполи, Дака, Карачи и Алжир, градови погодени од нестабилност и слаба инфраструктура. Грција ќе екстрадира македонски државјани. Секој ден 1000 нови милионери во САД. Ракети над Тел Авив, Иран ветува одмазда. Израел ја нападна областа кај ирански нуклеарен реактор. Дали долгото канцелариско работно време го загрозува здравјето? Копенхаген ја претекна Виена, најдобар град за живот во 2025 година.